Да, има. Може? Почитувана министерке Тренчевска, почитувани представници на медиумите и организациите. Дозволете ми најпрвен да ви се заблагодарам за денешното присуство на овој настан, на кој ќе ја промовираме новата веб страна Родот и медиумите и ќе дискутираме за начинот на известување на медиумите за зачестените случаи со родово засновано насилство изминатиот период. Најпрвен ја поканува министерката Тренчевска да ги сподели со нас ефектите од работата на Министерството за труд и социјална политика во поглед на родово заснованото насилство и како да се превенираат ваквите појави во општеството. Повелете, министерке. Ви благодарам. Почитуван директор Трајчевски, почитувани медиуми, почитувани присутни. Како проаѓа времето, се повеќе сме свесни за концептот многу нови можности, а стари предизвици. Развојот на виртуелните алатки, развојот на технологијата ни даваат нови можности за пристап, нови можности за заштита и информирање, но сепак останува истиот предизвик, родово базирано насилство врз девојчињата и жените. Оваа прашање ги погодува и возрастните жени, меѓутоа и девојките. Актите на насилство имаат негативни последици врз целокупниот живот на младите, како кај нас, во нашата држава, така и глобално. Ова не е предизвик само на жените и на девојките, ова е заедничка борба за еднаквост на жените и мажите, за еднакви можности на еднаква основа. Како Министерство за труд и социјална политика, посветено работиме на развивање и подобрување на националните политики за превенција и заштита на жртвите на родово базирано насилство. По ратификацијата на Истанбулската конвенција се усвои Законот за спречување и заштита од насилството врз жените и семејното насилство, а со тоа се придонесе кон значително подобрување на институционалната и сеопфатната помош и поддршка на жртвите на родово базирано насилство. Целта е превенција и ефективна заштита на жртвите од било каков облик на родово базирано насилство со почитување на основните човекови права и слободи. Согласно овој закон, медиумите при креирање на содржините се должни да водат сметка за подигање на свеста кај општата јавност за сите форми на родово базирано насилство врз жени, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги. Исто така, медиумските работници воспоставуваат соработка со здруженијата за јакнење на своите капацитети, за професионално известување за прашањата поврзани со насилството врз жените, семејното насилство и секако за родовата еднаквост. Од тука, преносителите на информацијата се клучни при исполнување на нашата заедничка цел, тоа е елиминирање на родовата еднаквост и родовите стереотипи. Моќта на медиумите и нивната способност за професионално известување на јавноста, подигање на свеста, како и креирање на мислењето на целокупната јавност е огромно. Затоа од особена важност е споделување на точни информации од нивна страна, а наша задача како институција да ги обезбедиме
тие информации. Во таа насока е и нашата соработка. Веб страната Родот и медиумите, која ќе ја промовира денес директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ќе биде алатка која треба да придонесе кон победа во многу битки во борбата против родово базираното насилство. Алатките и ресурсите ги имаме, останува нашата заедничка заложба за постигнување на тој успех кој што е исправен пред нас, односно справување со предизвиците за намалување на родово базираното насилство и информирање, коректно информирање и точно информирање од страна на медиумите. Ви благодарам. Благодарам, министерка Тренчевска. Како што знаете, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги години наназад посветува особено внимание на родовите прашања во медиумите, согласно Законот за за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година се изготвуваат годишни анализи за начинот на кој жените и мажите се представуваат во програмите на националните телевизии и за третманот што го добиваат родовите прашања. Обврска за Агенцијата предвидува и Законот за спречување на заштита од насилство врз жените и семејното насилство, кој меѓу другото вклучува соработка со здруженија, фондации и други организации во промоција и превенција на родово заснованото насилство врз жените и семејното насилство. Сите материјали со родот во медиумите досега Агенцијата ги објавуваше на својата веб страница avmau.mk во посебен банер Родот и медиумите. Имајќи ги во предвид бројните активности на Агенцијата, како и потребата да се популаризираат родовите прашања и да се вмрежат повеќе институции, здруженијата и организациите кои третираат ова област, одлучивме да се изработи веб страница посветена на родот и медиумите. Целта на новата веб страница е да биде ресурсен центар за медиумите, место каде што може да се најдат ресурси, информации, линкови за различни аспекти на родовите прашања, вклучувајќи го и родово заснованото насилство, но и место на кое граѓаните може да најдат корисни линкови информации, вклучувајќи ги институциите и организациите од кои може да побараат помош во случај да се подложени на родово засновано насилство. Посебно изразувам благодарност до Министерството за труд и социјална политика, кои дадоа своји мислења и предлози за структурата на ресурси кои треба на едно место да се направат достапни за јавноста, како и на граѓанските организации чиј фокус е родовите прашања. Во левата страна на веб страницата, која е пред вас, е поставено мени, поделено во повеќе подменија. Во делот што прави АВМУ се достапни документи и информации кои се однесуваат на нашите обврски на активностите што сме ги реализирали. Во делот ресурси се достапни апликации, анализи и публикации, инфографици и видеа поврзани со активностите на Агенцијата и на други институции, здруженијата и организации. Овде се поместени анализите на Агенцијата од кои медиумите може да црпат информации за третманот на родовите прашања во различни видови телевизиски емисии, како и анализите и истражувањата од различни родови прашања изработени од други субјекти. Во делот легислатива се достапни закони, подзаконски акти и други домашни меѓународни закони кои ги третираат родовите прашања, конвенции, препораки, како и водичот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги за мониторингот на примената на стандардите за известувањето во случај на родово засновано насилство во медиумите. Полето настани опаќа работилници, обуки и други настани, реализирани од институции, здружени и организации, додека полето институции и организации ги вклучува државните, граѓанските, меѓународните организации, кои на било каков начин ги третираат родовите прашања во различни сегменти. Во делот контакт се достапни податоците за Агенцијата и за координаторката и замени координаторот за еднакви можности на жените и мажите во АВМУ. На десната страна на веб страницата се поставени повеќе сегментирани банери, преку кои на лесен начин се доаѓа до групирани тематски поврзани информации. Повеќето од нив се поврзани со веб страницата на Министерството за труд и социјална политика, а понатаму во зависност од потребата ќе се надополнуваат и од други организации. Во банерот пријави семејно насилство се достапни контактите од центрите за социјална работа во повеќе градови, центрите за жртви на семејно насилство, бесплатната мобилна СОС линија, додека банерот мобилна апликација за пријавување на насилство е апликација која возможува лесно и брзо пријавување на семејно насилство и нуди спас на жртвите.
Во банерот Интерресорска група за еднакви можности на жените и мажите се објавени сите соопштенија, одлуки и документи на Интерресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите на Министерството за труд и социјална политика. Банерот Ресурсен центар за родово одговорно креирање на политички и буџетирање води до веб страницата на центарот, која е формирана од страна на Министерството за труд и социјална политика во партнерство со канцеларијата на UN Women во земјата и меѓу другото обезбедува обуки за унапредување на капацитетите на државните службеници во областа на родовата еднаквост и родово одговорното буџетирање. Податоците за постапката за заштита на работниците во случај на вознемирување на работно место се содржани во банерот Вознемирување на работното место, податоци за заштита, а веднаш под него се наоѓа банерот на Сдруженијата за сексуални и родови малцинства, Субверзивен фронт, во кој покрај активностите на Сдруженијата има податоци за националната линија за советување на ЛГБТ плюс лицата, на која може да се поразговара со стручно лице за прашање или грижи поврзани со соопштувањето на сексуалната ориентација или родовиот идентитет, релацијски проблеми, депресивно расположение или анксиозност и слично. Доколку која било засегната страна има некакви поплаки или прашања во врска со медиумските содржини, за кои сметаат дека се спротивни на принципите на родовата еднаквост, може да ја контактираат агенцијата, што е објаснато во последниот банер, поднеси представка до АВМУ. Страницата се администрира од страна на Агенцијата за аудио аудиовизуелни медиумски услуги. Истата е достапна на македонски, албански и англиски јазик и е прилагодена и за лица со целосно или делумно оштетување на видот, што се гледа и знакчето обоено со сина боја во горниот десен агол на страната. Тоа подразбира дека на страната е овозможено да се зголемува и намалува текстот, да се чита со висок контракт, да се направи позадината на страната да биде со бела боја, сите линкови да бидат подцртани, како и сите содржини да се подесат со читлив фонт. Почитувани, се надевам дека успеав накратко да ви ја посочам целата содржина која ја сочинува веб страницата, до која може да се пристапи на веб адресата www.rodotемедиумите.mk, како и преку банерот Родоте медиумите на веб страницата на агенцијата www.avmu.mk. Воедно ги поканувам сите институции и граѓански организации да ги споделуваат на оваа веб страница сите материјали и активности кои ги работат на полето на родовите прашања и сите заедно да ја направиме да биде квалитетен ресурсен центар за сите новинари, за истражувачите кои работат на оваа проблематика, како и за општата јавност. Доколку имате прашања или коментари за денешната тема, повелете. Момент само, имаме микрофон? И само представете се чисто, повелете. Јас сум Наташа Јанчич-Менковски од Македонска телевизија. Прашање до директорот, зошто се одлучивте на ваков чекор, дали во вашите анализи имате дека медиумите потфрлиле во нивното известување, имале некакви пропусти, зашто изработивте баш ова веб страна? Првично да стимулираме да се известува поквалитетно, бидејќи анализите кои што ги правиме изминатите години, веќе скоро од 2012 се повеќе од 10, укажуваат дека медиумите не обрануваат соодветно внимание за начинот на известување и додека од друга страна имаме голем број на невладени организации и здруженија кои што имаат сериозни активности на ова поле, со цел да им помогнеме на сите нив, а си помогнеме и на самите себе, бидејќи некако агенција имаме законска обврска да изработуваме годишни анализи, се решивме од банерот кој што ги имавме на нашата веб страница да преминеме на една нова, целосна, значи нова веб страница, бидејќи и се покажа во пракса дека изминатите години агенцијата не ја администрира само незината веб страница, туку имаме и друга, да речеме, веб страница за медиумската писменост, се покажа дека на ваков начин се стимулираат и активностите на другите институции, организации, невладени организации, издруженија кои што работат во некоја област, а исто така ваквата веб страница која што кажав представува ресурсен центар, место каде што ќе може да се споделуваат корисни информации за активностите што се преземаат, како и можност каде што новинарите ќе црпат соодветни и квалитетни информации.
Имам и прашање до министерката. Сега вака со наплив на медиуми, обично кога ќе кажеме имаме големен број на пријавување на семејно насилство или родово базирано насилство, обично добивавме одговор дека тоа е така бидејќи повеќе се пријавува, свеста е на повисоко ниво. Ме интересира што прави Министерството за труд и социјална политика за жртвите на родово базирано насилство, на семејно насилство, како тие да се ресоциализираат, да си ги ја залечат душата и раните, затоа што има со сериозни последици и да се вратат во општеството. Податоците за 2022 година зборува дека имаме намалување на пријавени случаи на родово базирано насилство, на семејно насилство, согласно податоците на 30 центри за социјална работа. Она што како министерство, преку центрите за социјална работа го правиме за жртвите на семејно насилство и на родово базирано насилство е отварањето на воспоставувањето на услугите ширум државата, не само во Скопје, туку да може одредена услуга на жртвата да ја биде близу до местото на живење. Во сите 8 плански региони има воспоставено шелтер центар за жртви на насилство врз жените и семејното насилство. За сите оние жртви кои што мора да го напуштат дома, нема каде да се згрижат, да можат да бидат згрижени во тие центри за жртви на насилство. Имаме воспоставено во сите плански региони и психосоцијални услуги за психосоцијална поддршка, односно советувалишта, каде што се работи токму со стручни лица од центрите за социјална работа, психолози, социјални работници, токму со жртвата за да се залечат сите рани, за да може сите трауми кои што ги има доживеано, што полесно да ги надмине жртвата. Секако доколку треба и вклучување на други стручни профили од областа на здравството, во комуникација и координација сме со Министерство за здравство, односно со болниците, односно здравствените установи на општинско ниво. И секако мора да се работи и со насилниците, за да не се случи повторно да има жртва и повторно да биде насилник одредена личност. И затоа се воспоставени и услуги, односно советувалишта за работа со насилниците, се работи со нив, за да не се повтори ваквото дело. Министерството соработува со граѓанските организации, дел од овие услуги ги воспоставуваме ние како министерство, дел се воспоставени од граѓанските организации, а во одредени плански региони имаме и општини кои што имат воспоставено шелтер центри, како и советувалишта. Поддржуваат финансиски, ги поддржуваат граѓанските организации. Повелете дали има некои други прашања? Повелете. Овде како може микрофонот кај напред во првиот ред. Јохана Јовановска Кануркова, Хелсиншкиот комитет. Начин може да се полни овој ресурсен центар, односно овој вебсайт, со истражувања, анализи и така натаму. И исто така ме интересираше на кој начин можеме да се поврзаме во делот на овозможување на шелтер за ЛГБТ луѓе, бидејќи ние имаме сигурна куќа која згрижува ЛГБТ луѓе кои претрпеле насилство, па на кој начин може и такво поврзување и граѓаните да имаат пристапи преку овој сајт до тој шелтер и до другите услуги кои ги нудиме во делот на родово базирано насилство. Некој министерката за првиот дел ќе имаме процедура, ние сега ќе каже колешката. Вака на веб страницата моментално во делот на контакт се наоѓаат податоци за агенцијата, односно мејл адреса, телефонски број, контакт податоци од координаторот и заменикот координатор за родови прашања, така да можете да ги контактирате или координаторката и заменикот координатор, или слободно да испраќате на мејл адресата која што става делот на контакт, односно тоа е официјалната контакт мејл адреса на агенцијата.
во секое време, слободно, каков и вид на материјал да имате, пишан, анализи, публикации, ние тоа што успеавме да најдеме од досегашните ваши изработки, тоа е веќе вметнато во делот на анализи и публикации, меѓутоа се останато продолжуваме понатака. Тоа е идејата, едноставно ресурсниот центар мора да се надоградува со нови материјали од сите организации кои што работат на родовите прашања во земјава. Убаво е да се испрати на начинот на кој сега колешката од агенцијата го објасни и информации со контакт телефон, мейл адреса за ЛГБТ и центарот Сигурната куќа. Имаат и медиумите, меѓутоа и сите оние граѓани на кои што ќе им е потребна таква услуга, контакт за каде да контактираат за да можат да бидат сместени доколку им треба. И се она и институциите, не само Министерството за труд и социјална политика, да, Министерството е координатор, владино тело за секторот, е владино тело за механизам за унапредување на еднаквите можности, меѓутоа сите останати институции е добро да ги споделуваат на секојдневна основа доколку имаат информации, податоци, обуки, анализи, за да можат и медиумите правилно да се информираат и оттаму да црпат информации за точно информирање на граѓаните за генерално за родовата еднаквост со акцент на родово базираното насилство. Велете дали? Да, може, како не. Сега. Дополнително ме интересира сега да се сетив, на кој начин се филтрираат информациите, односно што ќе се сподели на страната, на кој начин, кој го прави тоа, кој прави проценка дали некоја вест е правилна, дали е добро пренесена, дали е родово сензитивна и така натаму, бидејќи нели идејата на овој сајт да бидат правилни, точни информации, родово сензитивни, споделени, па ме интересираше како оди филтрирањето на информациите. Благодарам за прашањето. Идејата е, значи, преку една официјална, директна соработка и со институциите, и со организациите, да ги пренесуваме пред информациите кои што се основа за понатаму медиумите да ги пишуваат своите информации. Значи, знае колишката до вас, ние секогаш кога соработуваме со организациите, значи ги користиме официјалните извори, и токму тие официјални информации, официјални извори се овде ставени на едно место за да можат фактички новинарите многу лесно, ако сакаат да истражуваат одредена тема, ако сакаат да пишуваат на одредена сторија, да можат тука да најдат и која е законската основа, што се релевантните прашања, кои се организациите, институциите до кои што треба да се обратат за да добијат одговори, за да направат една заокружена целина. Значи, филтрирањето е всушност таа официјалност на изворите на информации, при што нели официјални извори на информации сме сите ние, вие, оние кои што ги продуцираат информациите. Дали има уште некој? Како е? Добар ден, Александра Крстевска од Национален демократски институт. Со колешката до мене Сашка заедно работиме на неколку теми поврзани со насилство вржени во политика и поради таа цел често ги следиме дневните дебатни емисии на телевизија. Мора да истакнеме дека во 99 случаи гостите на дебатните емисии се мажи и јас и Сашка имаме пристапено кон неколку главни уредници да го укажеме тоа дека нивните новинари воопшто не внимаваат колку жени канат во емисии. Нешто ние проактивно доставивме една листа на експертки од различни области, политичарки, нивни контакти, имейл адреси, телефони со надеж дека нешто ќе се смени. За жал воопшто ништо не се смени. Не беше еднашка во еден случај кажано, па ја побаравме таа експертка, рече дека денеска не е достапна, зафатена е. И тоа беше тоа, никогаш повеќе не видовме дека има некоја проактивност од
страна на медиумите, па би сакала, нели, кажавте дека може да се поднесуваат представки, ова не е, како да кажам, ова не е дека некој навредил некоја жена, меѓутоа доколку секојдневно гледаме дека само мажи се промовираат како експерти, како политичари, како релевантни лица во просторот, тоа значи дека медиумскиот простор не остава простор за жените да бидат препознаени како експертки во областите во кои што работиме. Благодарам. Само уште една реченица, додека зборуваше колешката Александра, јас сум исто Александра Цветковска од NDI, она е Крстевска, ја Цветковска. Може би рано е се уште да се зборува, меѓутоа може би да се надгради веб страницата и со дел за експертки во различни области, од каде што можат медиумите да црпат идеи за нивните емисии. Чисто како идеја, Александра ме инспирира. Да, одлична е идејата за да имаме база од каде што и медиумите ќе црпат, но она што мене лично ми пречи е дека за родовите прашања, генерално кога се зборуваат само жени. И не треба да зборуваат само жени, туку се повеќе треба да се вклучуваат и мажи. А за главни политички теми, актуелни политички теми, зборуваат само мажи, меѓутоа не треба да е така, туку треба да се вклучуваат и жени, кои што ќе зборуваат на различни актуелни теми. И затоа тој баланс во медиумите на застапеноста на жените и мажите, момчињата и девојчињата треба да постои и добро е да ги имаме на веб страницата сите оние експертки кои што можат да зборуваат за различни теми. Политичарки од граѓански сектор, кои што секојдневно се на терен и најдобро ги знаат состојбите со одредени прашања, треба да ги има со контакт мејл, не мора телефон, со контакт мејл за да може да ги комуницират. Да, за жал, вашата констатација е точна. Нашето истражување за родот во медиумите од пред 2 години беше спроведено на известувањето на медиумите за изборите 2020 година и за жал дури и тогаш кога имаме кандидати и кандидатки, представувањето на кандидатките беше поретко отколку на кандидатите, а во дебатните емисии особено многу почесто доаѓа мажите, политичарите, не и политичарките, без оглед што можеби за одредена тема токму политичарка е експертка. Значи овде не зборуваме за како што каже и министерката, делење некакво на темите по род, па сега ќе ги викаме за родови прашања само жените, а за другите важни општествено-политички, економски, сите други прашања само мажите. Тоа е прашање на кое што треба да работат и самите политички партии, кои што треба да бидат свесни дека и кога ги планираат учествата во дебатните емисии, потребно е да се водат и од тоа дека и жените нормално се експертки на најразлични теми и треба да бидат присутни. Значи имаме многу е соопфатна битката која што ја водиме. Таа ги засега и медиумите, ги засега и политичките партии, ги засега буквално сите сегменти на животот. Ова е еден наш мал придонес како да помогнеме понатаму во таа борба, но како што покажуваат низа истражувања, потребно е на вакви начини да ја подигнуваме свеста, да го издигнуваме прашањето на родовата еднаквост на површината на главните токови, за на тој начин она што сега се чини необично, да се покани експертка, да стане најнормална, наједноставна работа. Дали може? Ако нема, ви благодарам за присуството.